Кец по математика за македонската влада или дебела провизија за властодржците. Македонија го чести Митилинеос 50 милиони евра, а со 20 милиони сама може да почне да гради гасната централа. Инвестицијата ќе биде двојно помала од оние 290 милиони со кои се фали власта, покажува математиката на универзитетскиот професор Дејан Трајковски. Вели капиталните трошоци ќе бидат меѓу 145 и 150 милиони, додека до сумата од 290 се стигнува со пресметаните камати за кредитот, кои планираат да го подигнат грците. Трајковски смета дека без да потрошат евро, Митилинеос каматите ќе се ги исплаќа од загарантираниот приход кој им следува од државата, а по 20 години ќе си имаат чист профит, кој исто ќе го гарантира државата. Прашува зошто место да дава 50 милиони на грчката компанија, Македонија сама не земе кредит и уште од стартот да почне да генерира профит од централата. Ако веќе со 20 милиони евра тие можат да подигнат кредит, зашто Македонија да не го направи тоа? Току им дава 50 милиони евра помош, па тие слободно со 22 милиони може да си го подигнат кредитот, да ги земат останатите 130 милиони како кредит, со 150 милиони евра ќе си ја направат централата, потоа каматите ќе ги отплатат од приходите од енергијата и на крај ќе им остане нива. Зошто тоа да не го направи Македонија, нели? А разликата во тоа што приходите потоа и добивката после одбитокот на трошоците ќе ни останат на државата. И покрај ова, владата ја турка инвестицијата и тврди дека ако не била директната помош во кеш од 50 милиони евра народни пари, грците немало да влезат во Македонија, но вака како што е скроен договорот, тие ќе си ја добијат централата буквално бакшиш, товарот ќе падне целосно на македонските граѓани. И сега, тие 150 милиони евра капитални трошоци може да се платат на кредит. Значи, Митилинеос најверојатно ќе земе кредит со 15% на учество, што пресметано во евра би дошло се на околу 22 милиони евра. Останатото ќе биде замено на кредит. И со тие пари, со тие 150 милиони евра, тие ќе порачат електраната од некој изведувач, може да биде од Кина или било од каде. Инаку дека законот за стратешки инвестиции, на чиј основ се потпиша договорот со Митилинеос, е совршено тло за корупција, сметаат голем дел од познавачите. На оваа тема и антикорупцијска уште пред 4 години, кога бил донесен законот, излегла со низа забелешки, кои останали игнорирани од страна на владата. Клучна според антикорупционерите е предвидената тајност при договарањето на така наречените стратешки инвеститори.